Обилните врнежи од дожд предизвикаа проблеми низ целата држава. Најсериозно е во Кичево, но излевање на реки има низ целата држава. Информациите ги следи колешката Тамара Дичевска. Имаме во живо од пред Центарот за управување со кризи. Тамара, кои се последните информации? Да, по синокишните врнежи, поплави, излевање на речни корита, меѓутоа и одрони имаше во повеќе региони низ Македонија, но најкритично беше во Кичево. Излевањето на речното корито по обилните врнежи од дожд остави над 100 жители од Кичево без живеалишта. Велат, нивните куќи се целосно поплавени, во некои куќи имало и по 2 метри вода, поплавена им е цела опремнина во живеалиштата и велат дека немаат ниту каде да одат со нивните мали деца. Во моментов тие се сместени во спортската сала во Кичево. Привремено се дури не се реши овој проблем. Денеска ги посети градоначалникот на Кичево, кој што кажа дека во моментов те имаат некои основни услови во спортската сала, односно обезбедени им се душеци, храна и грејење, меѓутоа мора да се најде трајно решение за овој нивен проблем, со оглед на тоа што на секој 2 до 3 години тоа место во Кичево се поплавува, како и нивните домови. Деталите од поплавините куќи, меѓутоа и каде се сместени во моментов овие жители на Кичево ги гледаме во прилогот. На стотина жители од Кичево целосно им се уништени домовите по вчерашните обилни дождови. Бидејќи во моментов нема услови да живеат во нивните поплавени куќи, сместени се во спортската сала Христо Узунов во Кичево. По вчерашното излевање на реката, во очај велат дека се оставени без ништо, немаат ниту функционален дом, поплавена им е целата опремнина, а немаат ниту каде да одат со нивните деца. Значи ова не е срамота. Уплави, све, стресо, едно, друго. Може да видите и сами. Значи имаме многу вода, многу голема поплава, значи многу куќи поплавени имаме овдека. А кај да ојме ние утреденца да скијаме пак во вода, внатреко све ни е поплавено. Тепици, јоргани, едно, друго, кај да ојме ние да скијаме? Многу лошо. А има некои куќи по 2 метра сигурно напред. Кај мене не беше баш толку дека 70-80 сантими. 30 години сум павал можда 10 пати. 10 пати овој. По поплавите, откако беа сместени во спортската сала, денеска ги посети градоначалникот на Кичево. Тој вели дека им се обезбедени душеци, грејење и храна. Поради големото количество на вода, службите не може да влезат со механизацијата да го расчистат теренот. Формиран е кризен штаб, ќе ги посетуваат лекари 2 пати дневно и ќе бидат ангажирани хигиеничарки од општината да одржуваат хигиената. Формиравме кризен штаб, со тој кризен штаб одлучивме времено да ги сместиме тие најзагрозените што немаат каде да се сместат во оваа спортска сала. За среќа колку толку има грејање. Во соработка со Црвен крст обезбедивме креветши, обезбедивме ќебиња, нешто храна. Дел ќе донира самата општина Кичево, дел ќе видиме со кого имаме соработка како општина и локална самоуправа од рестораните што може да споделат за да имаат топол оброк. Планот на општината е откако ќе се повлече нивото на реката да се направи конечно насип за да не се излева реката при обилни дождови. На неколку години, при непогодно време, постојано им се поплавуваат домовите на овие жители, бидејќи живеат многу блиску до реката. При првата можност која ќе може да влезат машините, прво ќе се исчисти речното корито, значи тоа планираме, да речеме од утре, ако дадат условите, да се направи еден насип за да не доаѓа повеќе вода на страната на куќите на оштетените. Потоа веќе во втора фаза ќе се направи еден список на најзагрозени, па во соработка со Црвениот крст да им обезбедиме основна покуќнина, кревети, ќебиња, постелнини, сите оние работи што се основни за да колку толку продолжат да живеат нормално и во меѓувреме мора да бараме едно системско решение за трајно сместување и уредување на речното корито. Во евакуацијата на жителите учествува општината, ДЗС, Црвениот крст и службите од Кичево. Жителите на ова место бара да бидат сместени во социјални станови кои се обезбедени во градот. Меѓутоа градоначалникот вели има 30 станови, но никој во минатото не презал мерки да се обезбеди струја и вода во нив. Планот му е вели да им се најде трајно живеалиште, наместо повторно да бидат вратени во куќите до следната поплава. Тамара Дичевска, Сител телевизија. Тамара, што велат од ЦУ, како е низ останатите делови од државата?
Да, покрај Кичевскиот регион, кој што беше најкритичен, меѓутоа исто така и Охридскиот, штети има и во Битолскиот регион, каде што има излевање на реки, во Полошкиот регион, каде што има одрони, меѓутоа и Вардар излеан во неколку села. Од Центарот за управување со кризи вела дека службите се на терен за санирање на штетите, а деталите да ги слушнеме и од портпаролката на ЦУК Надица Вичкова. Во Битолскиот регион забележано е излевање на повеќе водотеци со поплавени домови и дворни површини. Утро во општина Битола имаше состанок на кризен штаб од повеќе субјекти, со повеќе надлежни субјекти за изготвување на план со приоритет за дејствување на екипите што ќе бидат излезени на терен. Во општина Кривогаштани излеана е Крушевска река и поплавени се неколку ниви. Во општина Долнени во село Лажани од затнати канали се поплавени неколку семејни куќи. Градежна механизација е на терен и се работи на санирање на штетата предизвикана од дождовите. Во Полошкиот регион регистрирани се свлечишта, одрони и поплави, при што дел од локалните патни правци се тешко проодни. Службите се моментално и се уште постојано на терен и преземаат активности за расчистување и заштита на населението. Излевање на реката Вардар има во село Стримница во општина Желино. За сега нема поплавено куќи и објекти на овој регион. Водата е во земјоделско земјиште и земјен пат, а од општина Тетово упатена е градежна механизација на терен за да се исчисти свлечиштето кај местноста Бањиче. Излевање на Лакавичка река има во село Мало Турчане, како и Сушечка река во Горна Бањица во општина Гостивар. Апелираме до граѓаните да бидат внимателни, да ги следат препораките од надлежните институции, доколку забележат одреден ризик или опасност под нивниот живот или здравје, да се јават на бесплатниот телефонски број за итни повици на Центарот за управување со кризи 112. Тамара Дичевска, благодарам за овие информации, ќе следиме состојбата и во Централниот дневник.